Медоносната сезона започнува, а пчеларите се загрижени што ќе се случува со производството, пчелите и со нив. Пред се климатските промени, се најголем проблем кај нас во пчеларството, не само во пчеларството, туку во целиот земјоделски сектор ги осеќаме ние, што значи климатските промени знаат долги топли лета, сушен период без врнежи, кој ни достасува поленска паша која е доста битна за пчелите. Значи производството на мед секоја година станува се потешко и односно количините на мед по производна кошница се повеќе намалени. Не само кај нас, туку гледаме и во целиот регион. Овие предизвици пчеларите ги принудуваат на организирање и барање нова стратегија како да опстанат, но тврдат дека без државата нема да успеат. Голем проблем кај нас настанува заштита на пчелните семејства. Сите пчелари знаат околу варова декструкција, односно варовата. Настанува проблем, бидејќи во Македонија речиси да немаме регистриран лек, секој пчелар се снаоѓа на свој начин. Значи препорака до установите, односно институциите кои треба да го регулираат тој сектор, да се обезбеди, односно да се регистрираат дозволени средства за заштита на пчелите од различни болести, пред се од варовата, но и една препорака до сите во институциите кога пошумуваме, едноставно да пошумуваме со медоносни растенија кои се автохтони за овие наши региони, за да пчелите имаат во тој период што подобро да искористат самата паша. Од друга страна имаме субвенции за попчелно семејство кои ова година се дадени на време, меѓутоа препорачуваме секој пат да бидат пред почетокот на сезоната исплатени, за да може ние да ја планираме сезоната и да инвестираме во пчеларството. Во развиените земји, пчеларството има приоритетен третман, а Арсов само посочува неколку примери, како што се успешните приказни од Германија и Словенија, што може да се применуваат и кај нас. Кај нив големите компании се задолжени, значи самите закони се такви да на големите полиња каде обработуваат монокултури барем 5 до 25% од површините мора да биде оставено и засејано со медоносно растение, односно диворастички медоносни растенија, за да пчелата има каде да иде на паша, односно да собира полен, со тоа што значи се подобрува и биодивертитетот на самиот регион, меѓутоа се подобрува и условите за живот на самата пчела. Од друга страна, магистерот по агрономија е еден од тукашните успешни примери како може пчеларството да биде доходовна и екзистенцијална гранка на овие простори.